Наголемо се снима четвртата сезона на хит серијата Преспав. Дефинитивно серијата не ја остави равнодушна македонската публика, а ликот на Јелена Одрачева веројатно е еден од оние омилените. Овој пат Јелена Јованова, гостинка во студиото на Репортер. Јелена, здраво. Добро ве најдов, здраво. Ти благодарам што ја прифати поканата и што дојде во студиото, иако знам дека сте во гужва околу снимањето на се серијата. Се наоѓа време за се. Кога се сака, се мора. Така, се снима четвртата сезона на серијата Преспав. Како е да се биде дел од екипата на Преспав и дали на снимањето е исто толку интересно како она што ние го гледаме како финален производ? Гледам дека и покрај тоа што, да речеме, сите ликови веќе на некој начин се утврдени, не сме ухлебани, што би рекле хрватите, него секој од нас се труди да најде нешто ново кај својот лик, нешто што ќе му ја врати свежината и го наоѓа. И тоа нешто ново му станува некоја нова мотивирачка сила што ќе го носи во новата сезона, преку која канализира некои нови работи за ликот кој што ги открива, ги развива и ги манифестира. И во тоа е убавината на овие долги формати. Уживаме во тоа што го работиме и се забавуваме, а на нас ако не ни е забавно, верувам дека нема да и биде забавно и на публиката. А по реакциите до сега, и те како се забавуваат. Како е да се снима една хумористична серија? Колку е тешко пред се да се насмее публиката? Па вика дека тоа е најтешко. Ние имавме среќа да се собереме една екипа која што веќе функционира како фамилија, да речам. Многу сме посамоуверени во тоа што го работиме, многу сме поуиграни и тоа дава еден поинаков елан и многу поголема сигурност и забава во тоа што го работиме и на тој начин полесно доаѓаме до точниот хумор. Точниот хумор се наоѓа тешко и тешко се одржуваме, меѓутоа еве нас некако ни успеа благодарение на нас актерите и на сценаристите и на режисерите и на секторот шминка и костим и на целата продукцијска организација. Добро, по колку пати се снимаат сцените? Како функционирате на сетот? Колку се карате еве меѓу себе или колку се дружите, да речеме, со Па се дружиме многу и надворот, така? надворот сетот. Ми се чини дека скоро секој слободен ден го користиме за една заедничка кафана, каде што ги сумираме сите работи од минатата недела и се договараме што би работеле во она што доаѓа. И тоа е прекрасно, затоа што нема никаков анимозитет помеѓу нас, нити професионално, нити приватно. И тоа создава една сплотеност, една несувопарна атмосфера која што и како е битна за крајниот продукт. Уште 20 епизоди од Преспав и веќе имате јубилеј од 100 снимени епизоди, што е навистина успех. Дали кога почнавте со работа на овој проект, очекувавте толков успех и дека толку Преспав ќе успее да се наметне на публиката? Искрено не. Барем јас не очекував, а мислам дека ни моите колеги не очекуваа. Некако вајда и навикнати дека кај нас ништо долго не вирее. Па така. Си мислевме дека окей, ќе сработиме оваа сезона, на никој не му беше во глава нити втора, нити трета, уште помалце четврта сезона, дај Боже да има и пета. Сигурна сум скоро дека ќе има. Се надевам. Во тој момент бевме фокусирани на тоа таму, сега, да го сработиме најдобро што знаеме и да го пласираме. И на крај излезе дека направивме еден бренд кој што е присутен, сигурна сум, во сечи дом. Мислам дека не постои човек во држава кој што не слушнал за Преспав, за ликовите од Преспав. Кога сме веќе кај Преспав, еве пред почетокот на снимањето, ни кажа една новост дека успеавте Преспав да ја продадете во Така Бугарија, се случи да така? македонска продукција биде откупена во странска земја, во овој случај Бугарија, и големи честитки за целата продукција, посебно на продуцентот Пеце Талевски, кој што се покажа како човек кој не се плаши да ризикува. Веруваше дека ние имаме коњи за трчање да го направиме тоа и успеавме во тоа. Резултатот се продаде серијата во Бугарија. Хајде малку да позборуваме за твојот лик кој што го играш во серијата, веројатно еден од омилените на публиката, па дури и на она помладата, Јелена Одрачево, рецепционерката на пансионот Преспав. Каква порака испраќа пред се Јелена како личност и колку ти уживаш во нејзиниот? Пред се ми е неизмерно драго што тој лик стане еден од омилените ликови во серијата кај публиката. Тоа ми дава едно чувство и на поголема одговорност да од сезона во сезона се трудам ликот да биде по конкретен и по забавен и да биде
уште поразвиен. Јас уживам во секое нејзино лудило што ќе го направи од епизода во епизода. Јелена Драчева е еден безграничен и вечно инспиративен лик, барем за мене, и никако не е само мој. Тој постои благодарение и на сценаристите, и на режисерите, и на сектор шминка, и на костим, за што сум им вечно благодарна, и успеавме навистина да искреираме лик кој што е шармантен, симпатичен, кој што е луциден, кој што има и своји мани, меѓутоа вешто знае да ги покрие, кој што е пред се човек, борец, правдолюбив, ја обожава својата најдобра другарка Марио, точно знае како да ги закомплицира работите, го знае точниот тајминг за тоа и знае добро како да се извади. Што велат овие оригиналните драчевчанки за ликот на Јелена? Колку ти познаваш такви девојки? Па не знам што мислат девојките од Драчево, мислам Јелена од Драчево не мора да значи дека е само некоја девојка од Драчево. Случајно географската припадност, односно локацијската, дојде случајно на една проба да тој лик биде од Драчево и ни се засвига, и барем до сега коментарите што ги добивам од драчевчани се многу позитивни и би сакала да верувам дека навистина е тоа така. Не сум била се уште во Драчево, бев еднаш многу адамна, добивам постојано пораки, покани за прошетка во Драчево, за кафе во Драчево, и се надевам ќе најдам време да ги услишам тие жилби и да одговорам на нив. Колку во секој од нас лежи по една се крие по една Јелена која што сака мора да се омажи? Па можеби, да, Јелена од Драчево сака да се омажи, меѓутоа можеби заедничкото нешто што чучи кај секоја од нас не мора да биде точната формула сака да се омажи, бидејќи не за секој бракот како институција представува едно исто. Меѓутоа, она што сигурно е заедничко е желбата да се биде со некого, желбата за припадност, желбата да се даде љубов, да се прими љубов. А на крајот на криштата тоа е она што Јелена од Драчево го посакува, само што во незината глава таа го кронисува со брак. Се уште не го нашла срекникот. Можеби во четвртава сезона ќе го најде, а можеби и не. Кажаш, тут се допаѓа кај Незама. Има ли нешто што не ти се допаѓа? Еве што кога не би играла ти, би те нервирало кај Неза? Па она што можам да го издвојам како негативност е начинот на кој што, односно начинот дека не ги бира своите средства до тоа како би дошла до мажот на незиниот живот. Меѓутоа не сме сите исти, ако бевме сите исти, немаше да биде интересно. Кога прв пат ја засака глумата? Кога стана свесна дека ќе станеш глумица? Па случајно или можеби не случајно глумата ме најде мене. Бев средношколка. Мојот другар, веќе дипломиран режисер, многу адамна веќе, во класата на Слободан Унковски, Никола Ристов, кога се запиша на ФДУ, одлучи да направи представа. И работевме дуплодно на Горан Стефановски и ме викна да играм главната женска улога, и кој што ме дал Господ љубопитна, реков окей, ајде ќе пробаме. На крај направивме супер представа, уживав во процесот. Представата влезе на ДАФ фестивалот во Кочани, и кога ја добив таму наградата за најдобар млад актер во Македонија, некако почнав да размислувам дека можеби таа потврда е доволна да ова биде мојот животен позив. Так. И така малку по малку жилбата се искристализира и фала му на Бога се реализира. Реши да се запишеш на глума, како одеше подготвувањето, се сеќаваш ли со која улога Работев се подготвуваше? Електра, исто со Никола Ристов, тој монолог го одбрав за приемниот испит. Се упишав од прва и многу ми е драго, бидејќи не можев ни да замислам да имам подобри професори од покојниот сега Владе Цветановски и Мими Таневска. Имав среќа да студирам со прекрасна класа која што е веќе реализирана и сите се докажани актери и работат и во театрите низ Македонија, па и надвор од границите на Македонија. Како студент имаш денови кога ти е супер, имаш денови кога си мислиш дали мајко што направив, дали ми е местото овдека да си заминам дуре време, меѓутоа тоа се некои нормални фази низ кои што проаѓа еден студент и кои што го прават понатаму и посилен. Некои предизвици кои те тераат да рушиш некои своји граници ментални, да
да се усовршуваш. Како изреагираат твоите родители кога им кажа дека сакаш да се запишеш на глума? Ти дадоа ли поддршка? Ти велеа ли немој? Па Не се живее од глума. Немав никакви кочници. Така. Фала му на Бога до сега во животот за се ми биле поддршка, па така и за тоа. Родена си во Бања Лука, Да. детството го помина во Штип. Како од Бања Лука дојдовте во Штип или од Штип во Бања Лука? Па моите се запознале во Загреб, таму живееле некои 13 на години. Така. Мајка ми е од Приедор, татко ми е од Штип. Таму студирале, таму работеле и останале да живеат. Брат ми се родил во Загреб и идејата не била никогаш да се вратат во Македонија, меѓутоа поради X причини се вратиле во Штип и никогаш после тоа не се вратиле назад во Загреб, а јас случајно крај на 8 месец бременост, мајка ми отишла да ги посети своите родители во Бања Лука, мене ми се брзало Так. и така се деси тоа да бидам родена во Бања Лука. Од филмот на Анџелина Џоли, кој што се појави и всушност од тогаш јавноста дозна за актерката Јелена Јованова, преку сите овие филмски и театарски улоги кои што ги играш, твојата кариера постојано оди во нагорна линија. Кога почнуваше со актерството, кога го заврши факултетот, очекуваше ли дека ќе бидеш толку популарна? Дека ќе успееш во светова? Па немав никакви очекувања, како што на некој начин ги немам ни сега. Некако пуштам да времето си го одработи своето. Секогаш се трудам да си ја сработам задачата најдобро што можам, без разлика дали тоа е на сцена или на филмски или телевизиски сет, каде и да е, Македонија, надвор од Македонија. Секоја сцена или секој сет заслужува по мене подеднаква почит. Моја е да сработам. Ако нештото треба да биде препознаено, ќе биде препознаено. Тоа што е мое, секогаш доаѓа. Тоа што не било мое и треба да ме одмине. Некако верувам во тоа. Доби понуда во хрватската серија Тајни. Како се случи Јелена од Македонија да биде главна улога во хрватската сапуница Па Тајни? тоа се случи благодарение на филмот на Анџелина Џоли и благодарение на филмот на Хуанита Вилсон, Како да ме нема. Креативниот продуцент на таа серија, откако правеле кастинг во Хрватска и не биле до крај задоволни, случајно земал да ги гледа тие два филма и ме пронаоѓа мене во тие два филми и ми се јавија да снимам кастинг. Го спремав кастингот со Андријана Будимир, бидејќи не зборам хрватски, па Андријана ми помогна. Го проследив кастингот, пројдов во втор круг, ме викна во Загреб за последниот круг, каде што имав кастинг со Филип Јуричич. Мора да не видат како би функционирале како пар во серијата и така ја добив улогата и заминав во Загреб. Колку време ја снимавте серијата? 6,5 месеци. Како е да се снима една серија од таков тип, каде што постојано си на сет? Па мене првпат ми беше такво искуство и на почеток ја прифатив понудата затоа што кај нас немав снимено толку многу и ја гледав можноста дека ќе се дружам секојдневно во тие 6,5 месеци со камерата. И решив дека и одлучив дека тоа би била супер прилика. Од друга страна, таквото темпо те става во еден таков бубањ и ти создава една таква дисциплина да ги решаваш работите и сцените многу побрзо. Мозокот ти работи 300 на сат, нема простор да бидеш на ниедно друго место освен таму. И таа дисциплина и како подоцна ми помогна за се останато. Добро, како успеа да се снајдеш со хрватскиот јазик со оглед на тоа што ти имаат падежи ние? Имав прилика да прочитам едно интервју на твојот партнер Филип Јуричич кој што рече многу се смеевме на сцената благодарение на македонката, така да. Како го совладуваше јазикот? Ти беше ли тешко? Па ми беше. Ми беше првите 2 месеци искрено плачев дома после секое снимање и се прашував зошто подпишав. Меѓутоа издржав и го научив. Ми беше повеќе тешко од причина што јас сум перфекциониста и не сакам да биде така климаво, ништо, него да биде така како што треба. Али преживеав, еве жива здрава. Дали можеби најде на коментари од твоите колеги или од новинарите таму во Хрватска дека ете од толку хрватски актери баш македонка глуми во нивна теленовела?
Па нормално дека имаше такви коментари, кои што и кај нас има такви коментари кога ќе дојде некој од страна. Некако тоа е во наша природа, легитимно е, нема лутење, моја да го сработам. Серијата Тајни беше пресудна да запознаеш и твојот сопруг на сетот. Како почна љубовта? Љубовта почна како што претпоставувам почнуваат некои љубови многу непланирано. Бевме пријатели, од пријатели станавме дечко и девојка и сега сме сопруг и сопруга. Во Загреб правевте свадба, беше тоа некоја голема свадба, само журка од најблиските? некој можеби максимум 60 на луѓе во клубот на книжевници во Загреб со плех оркестар од Штип. Ова до сега не сме го знаете. Станува збор за актерот Стјепан Перич, еден од најпознатите актери во Хрватска, барем јас така имам прочитано. Сакам да те прашам нескромно. Така па да. Колку да речеме како двојка таму ева во Загреб, колку ги следите нивните инвенти, колку често се појавувате заедно? Како таму се справувате со медиумите? Па не сме колку пишуваат за вашиот приватен живот? Не сме актерска двојка која што го дели приватниот живот на тој начин со јавноста, нити пак патиме од тоа, нити имаме таква потреба. Доколку сме обврзани со проектот кој што го работиме, дека мора да се појавиме на некое место или мора да одработиме нешто или не мора да мора, туку имаме желба да бидеме присутни некаде, да, прифаќаме, но кога нема потреба за тоа, не. И тоа ми се допаѓа затоа што не сме луѓе кои што работата ја носат дома, а тоа мене ми од голема важност, затоа што ја работиме истата професија и во спротивно мислам дека би било многу досадно. Тоа и сакав сега да те прашам колку, да речеме, затоа што и двајцата сте актери, еден со друг се надополнувате, се критикувате, се мотивирате кога се, не знам, филмови, театарски представи во прашање или... Па фала му на Бога успеваме да се пратиме и да се мотивираме секогаш колку што можеме. Има периоди кога работиме и двајцата и кога не знаеме ништо повеќе за проектите едниот за другиот, освен како се вика ликот и кој жанр е. Меѓутоа, ако имам проблем со решавање на одредена сцена или некои недоумици во врска со ликот или пак он, секако дека разговараме и си помагаме, што е супер. Се уште функционираш на тој систем Скопје Загреб, постојано да си на Да, дури можам ќе биде така. Колку често доаѓа во Македонија? Миловно е тука. Така? Кога работам, се трудиме некако на некои 2-3 недели да се гледам или јас да отидам таму кај што тој работи во тој момент или тој да дојде таму каде што јас работам, така да миловно е тука. Што му се допаѓа тука најмногу? Кога ќе дојде овде, јаде. Знаеш дека тоа ќе ми го кажеш, така? И се дружи со луѓе, бидејќи обожава македонската кујна и ги сака македонците како луѓе. Што е случај во Хрватска, хрватите многу ги сакаат и многу ги почитуваат македонците. Рече дека сака македонската кујна, кои рецепти најчесто ги правиш македонски дома? Тавче, гравче и сарма, без тоа не проаѓа. Го научи хрвато да тавче, гравче и сарма, а што ти рече за штипската пастрамајлија? Утре со нетрпение ја очекува. Ти научи хрватски. Научи ли Стјепан по некој збор? Стјепан зборува штипски. Меѓутоа зборува и литературен македонски и ме изненадува. Знае да ме изненади кога ќе го слушам како со моите другари од Македонија зборува македонски. Така. Веројатно го впива аудитивно сето тоа што го слуша кога јас комуницирам со нив и знае многу позитивно да ме изненади дека научил и го доразвил јазикот уште повеќе. Колку години живееш во Хрватска? 6,5 ми се чини, да. Претпоставувам дека веќе се навикна на животот таму, меѓутоа како ти беше на почетоците, кога веќе реши да останеш? Па јас растев со приказни за Загреб и некако веќе го познавав градот. И после тоа само уште го допознав кога се преселив. Не ми беше нешто тешко, од проста причина што менталитетот не се разликува многу и лесно се вклопив со луѓето. Градот по архитектура се разликува многу од Скопје и го обожавам. Секој еден кат ми е посебна инспирација и стално го откривам и стално гледам дека има некои делови од градот кои што како прв пат да ги гледам.
За католички Божик претпоставувам дека си таму, ама за православниот Божик доаѓате тука Да, или си да. го славиш таму? Имаме два Божика, два пати добивам поклони, еден новогодишен, меѓутоа два Божикни. Така, еве уште едно прашање само, меѓутоа не веќе приватно, повеќе околу актерството. Како функционира таму? Колку снимаат филмови, колку снимаат телесерии во Хрватска? Ти играше во Устав на Република Хрватска, нивниот Имав една мала епизодна сладка улога и многу ми е драго што ми се случи што ја прифатив и што поминав 4 дена на сет со Рајко Грлич и со покојни Nebojša Глоговаc. Работев 2 серии, Тајни и Кут пукла до пукла, работев едно кабаре, Дива, и работев еден филм кој што се вика Помеѓу нас, преведено на македонски. Хрватите снимаат повеќе од македонците, имаат многу повеќе странски копродукции. Не постои некоја разлика во однос на секој сектор, да речеме дека се подобри или помалку добри од нас, единствената разлика е буџетска. Ја доби главната женска улога во шпанскиот филм, ќе ми помогнеш за El Desentierro. Така, како испадна Јелена да ја доби улогата во тој филм и како успеа да се најдеш со шпанскиот јазик? За време на Берлинале, филмскиот фестивал, влегов како талент на Берлинале талент кампусот, каде што имавме некои 7-дневни работилници кои беа отворени за јавноста и секој еден што го посетуваше Берлинскиот филмски фестивал, ако беше заинтересиран за тоа што работат Берлинале талентите на кампусот, можеше да дојде и да гледа. На тие работилници ме пратела некоја индика актерка, која што после година време, кога снимала свој филм во Шпанија, случајно на кафе седела со незиниот режисер и со идниот мој режисер на филмот, кој барал глумица таква и таква, не можел да најде и Сангамитра, така се вика актерката од Индија, се сетила на една македонка што ја видела на Берлинале талент кампусот. Ако сакаш, може да ја побараме, да се запознаеш со незината работа, па ако ти се допаѓа, покани ја на кастинг. И така се случи. Човекот ги собрал сите материјали од мене кои што можел да ги најде. Суму се допаднала, ми се јавија од продукција, ми го проследија сценариото, го прочитав, ми се засвига улогата, ја прифатив и така се случи да отидам во Шпанија. И сега како успеа да го совладаш шпанскиот јазик? Претпоставам дека не е толку едноставно како што вака сега нам. Па не беше едноставно од причина што шпанците многу малку зборуваат англиски. Не доволно добро за да работата оди олеснето. Меѓутоа, од друга страна пак ми направија друга услуга да јас, да речеме, под некој притисок, па повеќе го научив шпанскиот јазик, зашто морав, за да можам да се снајдам. Не беше нешто најлесно, да речеме, меѓутоа секако дека беше предизвик. Секој ден беше предизвик и да разберам и да научам и во однос на јазикот и во однос на тоа како на тој јазик ја исканализирам мојата улога. Еве сосема пред крај играш во филмот на Милче Манчевски Врба, кој лик го играш во новиот филм? Ја играм Мелина, поминав еден слаток и краток ден со Милче на сет. Направивме една симпатична сцена, барем така ни се виде тогаш кога ја снимавме, се уште ја немам погледнато, меѓутоа среќна сум дека е останата во филмот. Играш во представите во Скопје? Во моментот немам ниту една представа на репертоар, се надевам искрено дека ќе ја вратиме Чикаго, затоа што публиката ја бара и ја сака и искрено се надевам дека тоа ќе се случи. Кога сме веќе кај Чикаго, тоа е мюзикалот кој што се играше во Македонскиот народен театар. Меѓутоа си играше ти во првиот мюзикал, односно во првиот филм на Црно-бело. На Сандра Георгиева. Како е да се биде дел од филм во кој што мора и да глумиш и да пееш? Па мене не ми беше странно чувството да работам мюзикал, затоа што веќе го имав работено, меѓутоа беше интересно од аспект на тоа дека сега е пред камера. Така. И Сандра е една чудна птица, стално го кажувам тоа во најпозитивната смисла на зборот, која што успеа приказната нималку претенциозна да ја исканализира во еден
мюзикал. Се надевам дека и пошироката публика ќе има повторно можност да го погледне филмот некаде во некоја од кината на репертоар или на некој фестивал каде што би се прикажувале кратки филмови. Ке заврши Преспав, снимањето на четвртата сезона некаде во декември. Кои се твоите планови понатаму? Да се одморам и се спрема едно нешто поголемо за кое што се уште немам зелено светло да зборувам. Так. Се надевам кога тоа ќе се изреализира до крај, ќе имаме повторно причина за разговор. Пред самиот крај почнавме со Преспав, да завршиме со Преспав, ќе има ли и овој пат новогодишна... Се разбира. И ќе биде ли исто толку забавна, можеби подобра од Се надевам. Се надевам. Јелена, ти благодарам што беше гостинка во студиото на Репортери. Ви благодарам на овој разговор. Благодарам.